И се враќаме во студиото за нашата редовна петочка рубрика Адвокат на граѓаните. Го изведовме ова електронски со нашиот адвокат Бојан Милошевски. Вие испраќавте постојано во текот на целата недела прашања, ќе бидат отворени телефонските линии доколку имате да поставите некое директно, доколку се јавите, јас ќе му го пренесам прашањето на адвокатот Бојан Милошевски, кој вие ќе го гледате на вашите екрани. Па да почнеме. Бојан, доброто утро, секое утро. Добро утро. Поздрав до гледачите, поздрав до тебе, Андреј, вака во вонредни околности сме. Така е, во вонредни околности. Прво да прашам како си? Добре. Еве работно во мојата канцеларија, така привршуваме некои предмети. Со странки не работиме или редуциран е односот и така мора да се привикнеме на овие вонредни околности со цел зачување на здравјето лично нашето, а и на граѓаните воопшто. Апсолутно, токму тоа и сакав да биде увертирата на нашиот денешен разговор, дека практично ставен е мораториум на судење на рочишта и на така натаму, но колку што знам, не на сите или буквално сите се одложени. Каква е ситуацијата? Така, со соопштение, значи на страна на судскиот совет беше се известени се сите адвокати, полномошници и оние кои што се редовни чести, да речам, гости по судовите, дека сите судски рочишта се одлагаат, за кое нешто ќе бидат дополнително известени странките со покана за кога ќе продолжи со судењата. Тоа е направено секако, значи, од превентивни причини, освен за оние судења, оние постапки кои што се по кривичните предмети, за кои што се работи за времени мерки или други мерки на обезбедување, оние постапки кои што прети, односно постои опасност од застарување на постапката во кривичните предмети и оние предмети кои што се пред донесување на пресуда. Во граѓанските предмети, вонпарничните постапки, дел од вонпарничните постапки исто така се водат во исклучителни околности, како и постапките по однос на времени мерки. Так. Што значи дека за дел од овие мерки и активности, искрено, јас како адвокат можеби не се согласувам, а и фелата, но ете, тука сме да ги почитуваме и да ги спроведуваме, бидејќи на крајот од денот самиот вирус и самото негово ширење, односно во оваа состојба како што е моментално, не познава дали странката е притвореник или пак толку е итноста голема за да се стави она друго добро наспроти здравјето на граѓаните и на луѓето. Така. Имаме гледач на линија, мислам, ми пријавија. Добро ви утро, секој утро, дали се слушаме? Добро утро. Добро ви утро. Слушаме, се јавувам од Куманово. Ме интересира, сега сум на боледување, оперирана сум од рак на дојка. Боледувањето ми завршува според комисијата на 31 март. Тоа е насред на лекување, пошто уште сум под хемотерапија. Дали законски има некое време траење, колку треба да трае болувањето или што да правам сега натаму? Во ред, ви благодарам на јавувањето. Дали го слушнавте прашањето, да ви го повторам? Да, го слушнав. Секако значи дека доколку боледувањето завршува на 31 мај, колку што слушнав, во тој случај треба да се обрати секако со сите наводи кои што се од телистички наводи од самата операција, од самиот зафат до докторот специјалист, како би било продолжено боледувањето, односно лекувањето. Секако тука треба да оди гледачката на комисија, второстепен и првостепена комисија, каде што ќе одлучи околу продолжување на боледувањето. Така што секако сметам дека има право на продолжено боледување по основ на примање на хемотерапија, бидејќи истата нема да може редовно да ги обавува своите работи и работни задачи.
во оваа околност. А и во вонредната ситуација на 31 март, чинам дека рече, во кога се уште практично ќе важи оваа вонредна ситуација, таа спаѓа во категорија ризични граѓани. Да, тук имаме уште една околност, така со спроведување на мерките од страна на владата, бидејќи гледачката спаѓа во една група на ризични граѓани, каде што и овие малигни заболувања влегуваат во мерките за заштита од коронавирусот, така што во секој случај, како и да и во овие околности ќе мора да остане дома. Така, имаме дел од прашањата што беа поставени на нашите социјални мрежи и имейл адресата. Вели, јас работам во маркет и секојдневно сум изложена на ризик. Сопругот кој е со дијабетес ги користи мерките на владата и седи дома. Дали постои некаква правна заштита за лица кои се поподложни на заболување? Тука веќе чинам дека зборуваме за почитување на одредбите од страна на компаниите. Така, да. Па добро, видите, како што и поставила прашањето гледачката, веќе едниот сопружник ги користи овие мерки, односно исто така спаѓа во оваа ризична група на граѓани кои што се фатени со мерките, како што кажав и претходната гледачка. Така што јас сметам дека работодавачот сега треба да се видат околностите, можеби сопружниците имаат и дете кое што е до 10 годишна возраст, па по тој основ да го користи оној делот што е исто така препорака, односно задолжително едниот родител да остане дома, па така да по тој основ а другиот да е во категорија, во ранлива категорија граѓани, па така да се да, и како што гледам како што можам да слушнам од прашањето, не се работи за таа категорија лица, освен наш сопруг, така што доколку е така, ќе може секако да ги искористи овие мерки исто како и нејзиниот сопруг. Доколку влегува во оваа категорија на граѓани кои што задолжително мора да останат дома по овој основ. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро кому? Добро утро. Добро утро. Јас сум по професија конфекцијски работник. 2 недели како сум оперирана од каменна жолчева чест. Сега на 8 април треба да се јавам на комисија. Се у нормални услови се знае по законот колку трае боледување. Но оваква состојба, ја не знам прво ни как ќе дојдам на контрола кај докторот што ме оперирал и дали смеам да се јавам на работа кај што конфекција се знае како се работи. Мислам, кој е моето право, ја не знам уствари што би требало да направам, кои се моите законски права. Така. Ви благодарам. Благодариме на јавувањето. Слушнавте, Бојан? Па од прилика не може вака да се парафразира прашањето за да не е проблем. Се работи за конфекцијски работник, конфекцијска работничка која туку што имала операција, колку што слушнав, на жолчката. И треба во редовни услови да се јави на комисија за продолжување на боледувањето, кое се знае точно во редовни услови колку е, на 8 април. Сега, праша какви се нејзините права од овој аспект. Да, веднаш во постоперативен зафат, таа би требало да е во загрозена категорија. По некоја... Видете, треба во секој случај да се јави на редовно продолжување на користење на боледувањето. И па видете, владата излезе со определени со мерки за оваа категорија на граѓани, меѓутоа тие се во самото сообщение од страна на владата таксативно наброени. Сега видите, тука се работи за хронични респираторни заболувања, значи колку што ми е мене познато, потоа тешки кардиоваскуларни заболувања, како што ги спомнавме преска, оние малигни заболувања кои што се дијабетесот и тоа тип 1 ми се чини дека или 2 оној кои што се инсулински. Сега по овој случај јас мислам дека треба исто така и да влезе во оваа категорија на мерки и гледачката, бидејќи
знаете, сега јас не сум доктор, меѓутоа вака логички кога размислуваме, после секој оперативен зафат, имунолошката состојба кај човекот е на ниско ниво, односно имунитетот е опаднат, така што ова категорија на граѓани се лесно подложни на било кои други заболувања, а па да не спориме за ова вирусно заболување кое што гледаме како се шири со голем интензитет. Така што сметам дека треба да се обрати секако до Министерството за здравство на оние телефонски броеви, да ја каже својата диагноза или да испрати, па конкретно најдобро ќе ги кажат тие, меѓутоа јас сметам искрено дека треба да остане секако дома. Така. Друг наш гледач испрати прашање, вели, работам во приватна фирма каде газдата ни рече да не доаѓаме 2 недели на работа, а за тие 2 недели нема да бидеме платени. Прашува, дали смее ова да го направи газдата и кому да се пожалиме, прашува. Не изричито, значи тврдам дека не смее тоа да го направи, бидејќи овој, ако може да се каже колективен, односно платен одмор, оваа состојба се вика, значи, на отпуштање на работниците дома, во праксата, значи, представува платено отсуство, односно принудно отсуство, така да речеме. Значи, како своевиден вид на принуден одмор, кој што принуден одмор законодавството, нашето работно законодавство го познава, конкретно е уредено, иако незначително, во член 112 во Закон за работни односи и исклучиво од тие деловни причини, работодавачот може дел од работниците, односно или поголема група на работници, да донесе одлука со која што ќе бидат оставени на принуден одмор, за кое нешто, додека трае принудниот одмор, се исплаќа 70% од платата која што била исплатувана на работникот и некако законската одредба може би се поклопува со оваа вонредна ситуација, бидејќи во законот се вели дека принудниот одмор може да биде најкасно, односно највеќе до 3 месеци. Секоја одлука или решение како поединечен акт кој што се доставува до работниците по овој основ, а кој што е повеќе од 3 месеци, сметам дека е незаконит и секако треба да се преиспита. Во секој случај, конкретно на прашањето да одговорам, значи работникот, односно гледачот има право на надоместок за времето поминато на принуден одмор, односно од тие причини, а сега веќе ги знаеме кои се причините поради ваквата состојба. Така, инаку праша и каде би требало да се пожалат во ваква ситуација? Па видите, сега, значи, ова е вонредна состојба каде што владата и ресорните министерства, конкретно Министерството за труд и социјална политика, која што оваа област ја регулира како ресор, сметам дека таму треба да се обрати овој проблем да го каже со цел санкционирање на работодавачот или пак известување дека треба да постапи согласно законот во вакви околности при спроведување на вакви мерки од страна на владата. Така. Имаме ми јавуваат уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро кому? Добро утро, Александар на телефон. Добро утро. Вака сега, значи се работи за една ситуација во која што се наоѓа сопругата и мислам ние дома, заради тоа што нели со новиот закон што го донесе владата мерките, значи деца до 10 години да не одат во градника и школа. Така. Слободува еден од родителите да не оди на работа. И сега за да се оправда сето тоа треба да се однесе потврда или од градник или од училиште за да се оправда неидењето на родителот во градинка, односно на работа. И сега ми интересира, ние имаме мало дете, кој што не го запишавме во градинка 10 месеци, не може да иде во градинка заради тоа што немаше место, чекавме да се слободи место
нас пријавено ние детето, меѓутоа се уште не почнато да иде. Сега, ние не можеме да го запишеме у градинка бидејќи нема место и не можеме да донесеме потврда бидејќи детето не иде у градинка. А од друга страна сега во ситуацијава ќе мора да тамеме да иде некој од нас на работа, а нема кој да ни го чува детето, а потврда не можеме да донесеме. Значи, од една страна не работат градинките да го однесеме детето во градинка, а од друга страна немаме потврда да донесеме за да го оправдаме нашите. Така, немате можност да земете потврда за ние сме за да докажете. Ние сме неколку, имаме до сега, најдовме на група на Facebook, неколку луѓе сме со ваква ситуација која што ни таму ни ваму сме. Од една страна не можеме потврда да земеме, од друга страна градинките не работат. Така. А немаме кој да ги чува децата и сега што се прави во оваа ситуација? Добро прашање. Да, малце незгодно пишавме до сакавме до министер да се пости прашањето и сите ти работи, меѓутоа не можеш да дојдеш до никого. Не знаеме и ние што да правиме. Во ред, ви благодарам на прашањето, еве веднаш ќе биде поставено. Дали Бојан успеа нешто да наслушнеш? Малце некој дел дека не е запишено детето во градинка, меѓутоа не може потврда да издадат. Ајде ако може да ми го поставите повторно. Значи вака, ситуацијата е следна. Се собрале и неколкумина родители што имаат реално таков проблем. Тие се обиделе да го пријават детето во градинка, но немало место, ставено е на таа листа на чекање, нели? И сега со вонредната ситуација, тие значи имаат малечко дете кој чека да се запише во градинка, меѓутоа немаат можност да земат потврда од градинка, нели, за да можат да се повикаат на владината мерка за еден од родителите на дете до 10 години да остане дома. Значи не може да го исполнат тоа право од технички причини. Еве неколкумина биле такви. Не бил само тој родител. Значи вака, според мене многу е лесно да се реши проблемот и ситуацијата, бидејќи како и да е, доколку детето не е битно дали е запишано или не е запишано во градинка, битно е фактот дека истото е на листа на чекање во соодветната градинка. Тоа значи дека градинката ќе издаде потврда дека детето, односно група на тие деца со име и презиме, дека се на листа на чекање, дека до моментот на прогласување на мерката за да децата и учениците да не одат, да не посетуваат настава, дека тоа дете се води до тој момент на листа на чекање во соодветната градинка. Со таа потврда и со изводот од матична книга на родените на детето, ќе се ја достават кај работодавачот и мислам дека тука е проблемот решен, бидејќи факт е дека детето постои, едноставно, факт е дека истото не оди во градинка, меѓутоа е на листата на чекање, тоа значи дека детето седи дома, односно мора некој од родителите да го чува и да го седи дома. Значи оваа мерка за тоа, од таа причина дека бидејќи е врзана самата мерка, учениците и децата не одат во градинки училиште, меѓутоа на таа околност мора да ги чува некој да седи дома. Од тие причини, значи вака ќе го оправда своето отсуство од работа кај работодавачот, гледачот, односно групата на гледачи, со овие две потврди, односно со овие два докази, и мислам дека нема да има никаков проблем. Бидејќи суштината и проблемот е во тоа. Така. Во насока на слично како прашањето за гледачката што се јави од текстилната индустрија, има и едно за градежната. Вели, треба ли градежните работници во вонредна состојба да продолжат со работа со оглед фактот дека е практично невозможно да се почитуваат мерките за заштита? Па добро, видете, треба истите да ги почитуваат мерките кои што се предвидени во соопштенијето. А сега, верувам, бидејќи имаме и вонредна состојба, сите овие мерки и активности кои што беа и задолжителни и претходно за граѓаните, ќе бидат со сила на уредба, каде што секако заради непочитувањето, неприменувањето ќе има соодветни санкции. Но, сакам да кажам дека во сите овие области би требало сега, бидејќи не е кризна состојба, доколку се работеше за кризна состојба, во тој случај имаме закон за
имаме соодветен закон, така што ги уредува овие прашања конкретни. Меѓутоа сега сите овие прашања вклучително претпоставувам дека и за сите гранки, односно индустрии во Република Македонија ќе бидат конкретно уредени кои и како мерки ќе треба да ги превземаат во смисла на редуцирање работно време, соодветна заштита при работа и така. Така што доколку во градежништвото од страна на со ресорното министерство и од страна на владата немаме забрана за работа, односно за постапување, во тој случај ќе мора да ги почитуваат работниците оние општи мерки кои што се за заштита и пропишани, односно донесени од страна на владата, се до оној момент во кој што немаме конкретни мерки на ниво на уредба која што ќе го има на сила на закон. Така. Сега, малку да смениме од коронавирус и правата на работниците во овој период. Имаме, нели, да се подсетиме дека од правен аспект животот продолжува. Еве, вели, имаме дуќан купен со купопродажен договор, меѓутоа не е судски заверен пред 45 години. Како да го преведеме на наше име? Па добро, треба да се види целиот предмет. Сигурно, значи, гледачите кои што го поставиле ова прашање го владеат тој објект. Треба да се види дали оние со кои што го склучиле договорот се уште живи, односно нивните наследници кои што ќе може да го потврдат ова правно дело. Во секој случај, за да се спроведе во соодветната јавна книга на катастарот на недвижности, секој правно дело, односно акт мора да биде потврден. Во конкретниот случај се работи за купопродажен договор кој што мора да биде потврден. Оно што треба се направи е да се викне соодветна приватна геодетска фирма за да изврши премер на објектот, за да ги запише површините, кои што површини треба да одговараат на површините кои што се заведени во договорот за купопродажба кој што го склучиле странките. Да, мислам дека би било проблем бидејќи не е тогаш судски заверен, а сега странките, односно продавачот, можеби не би можел да го потврди ова правно дело кај нотар, така што ова можност или наследниците да го спроведат ова, или да се обиде вака доставениот изготвен договор заедно со геодетскиот елаборат задолжително да биде поставен до катастарот за недвижности заради упис во јавните книги. Така. Значи постои можност и да се обиде, значи да го заштити своето право, додолку повеќе што има право на владение, претпоставувам гледа повеќе од 45 години на тој локал дуќан и така. Така. Имаме уште едно прашање од гледачка, вели пензионирана сум од 1.2.2020 година. Прашува дали ми следува зголемување од 722 денари, бидејќи нели зголемувањето било за 2020 година. Видете, сметам дека тоа право, иако е за 2020 година, сепак правото на оствареното право на старосна пензија го остварила гледачката во 2020 година, како и да е. Така што секако доколку законот е поповолен за граѓанинот, секако ќе се примени тој закон и таа законска одредба. Така што да се сметам до Фондот за пензијско и инвалидско осигурување овој податок да го наведе во врска со зголемувањето. И треба да важи. Да се уважи. Треба да се уважи. Добро, имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро кому? Дали до кога може да се бара нужен дел од родител, после колку години? Ај уште еднаш ве молам. Нужен дел од родител. Нужен дел од родител. После колку години може да се бара? После колку години може да се бара? Дали можете во сметата да отворите во, значи доколку се појави друг имот, односно доколку не била вклучена гледачката во оставинската
надпор, како што претпоставувам дека е, така што може да ја отвори во секој момент оставинската постапка и да го бара дел кој што смета дека и припаѓа согласно законување како нужен дел, кој што се легитимира како законски наследник, во секој случај ќе и припадне, без разлика на примањата, на состојбата во која што се наоѓа, значи согласно закон, на закон, нужниот дел припаѓа на законскиот наследник на оставителот. Така. Има едно интересно прашање, вели, со акцијата за вработување преку македонски шуми, брат ми беше распореден во здравствен дом Кичево, но се уште до ден денес не е примен на работа и се води како невработено лице. Барам совет од адвокатот каде да ја бараме правдата. Па сега видите, ако добро го сватив прашањето, дека со таа акција, дека лицето е вработено, меѓутоа сега, како што го поставува прашањето, вели дека е невработено. Значи, имаме тука две ситуации, односно две состојби. Доколку со тој проект е вработено, може да не биде распоредено на работното место. Меѓутоа, како и да е, во секој случај е вработено и би требало да ги ужива правата од работен однос, вклучувајќи и надоместок за по основна плата и надоместоците по основна плата, како и оние надоместоци за задолжителните осигурувања. Така што треба овдека да се види дали лицето е вработено, а не е распоредено на соодветното работно место, или пак воопшто е невработено. Доколку е воопшто невработено, тогаш не важи и таа акција и таа програма каде што вели дека било вработено во македонски шуми преку тој проект. Бидејќи доколку било вработено преку тој проект, воспоставило работен однос со работодавачот. И во такви околности работодавачот мора да му исплаќа плата и сите да ги ужива сите права од работен однос. Меѓутоа ако не е вработено, тогаш веќе е друга состојбата и тога во тој случај треба ги бара правата по однос на вработувањето, односно огласот кој што бил за вработување, за примање и така натаму. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро кому? Добро утро. Сакам да прашам до адвокатот. Се работи за имотно-правни односи. Имено татко ми пред 20 и кусор години продал на некој комши тука еден дел од имотот, а ја како наследник, сега они не се согласуваат за некои 5-10 квадрати, ме викаат мене како сведок. Ја појма немам ни до каде било, ни што било. И сега, првиот пут кога беше судењето, ја не отидов. Сега у април има повторно судење и ме вика, ако не бидеш присутен, ќе бидам приведен насилно. Ме интересира дали судот нешто има сега околу болеста откажано, дали нешто ќе ме обврзат со милиција, ќе ме привеле, не знам ова, она, јас сум пензионер 77-8 години. Како сведок ме викаат? Каква постапка ще гледачот, дали се работи можеби за предлог за издавање на временна мерка, нека тужба за предлог за издавање временна мерка или пак физичка делба работи за имотот. Значи, да знаеме за прилика што се работи и во кое својство гледачот е викнат, дали е викнат како сведок? Како сведок, како... рече, да. Дали уште гледачот на линија? Не. Се исклучил. Кажа дека бил повикан во својство на сведок, да. Да, доколку е викнат повикан во својство на сведок, во тој случај задолжително ќе мора да се појави и има право судот да го присилно да го донесе, да бара да се донесе сведокот и згора на тоа може исто така да биде парично казнет сведокот, но доколку е како во својство на странка, тогаш и не е задолжително да се јави. Меѓутоа, колку што можев да разберам, оваа постапка не се работи. Предпоставам дека се работи за вонпарнична постапка за физичка делба, каде што не е потребно, односно не е итна и не е во врска со овие мерки и активности влезена од страна на судовите и судскиот совет, така што сметам дека ќе му биде доставена покана
дополнително од кога ќе заврши оваа вонредна состојба и од кога овие мерки од страна на судот и судскиот совет ќе завршат. Во тој случај ќе му биде доставена покана за да може да дојде и да биде присутен на расправата. Така, имаме уште еден гледач на линија? Да, повелете. Ало? Повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам да го прашам адвокатот. Имам правосилна пресуда од 2013 година во врска со експроприација. Документите ми се препратени до Државната комисија. Чекам веќе 7 години, немам никаков одговор. Добро. Од 13 година ми е правосилната пресуда од Управниот суд. Списите испратени до Државната комисија. Се јавувам таму и тие ми велат дека ми е нема правосилната пресуда присутна кај Државната комисија нема. Бидете на линија. Зошто, како, што треба да се направи? Ми пред која комисија се постапува во врска со барањето? Државната комисија, бидејќи рековте, одлучување во втор степен? Да. Во втор степен, да. Така. Предпоставувам добро дека гледачот е решена тужбата и односно барање во негова полза. Во таков случај, значи предметот бидејќи завршил и со Висшиот управен суд, пресудата се постапува, односно до првостепениот суд, решението. И потоа, значи, се доставува органот кој што бил предлагач спијација. Мој совет е, сега конкретно не го знам предметот, зашто и како се работи, да пуштите една ургенција, бидејќи таа второстепена комисија, што мене ми е познато, одлучува составено членови кои што одлучуваат на совети. Така што да пуштите една ургенција во прилог копија од пресудата, па да видиме зашто се работи, зашто истото решение не го иначила и да го достави до правостепениот орган, како би можело да го промени своето исто така оној што е предлагачот на експроприацијата. Така. Драги гледачи, тоа беше Бојан Милошевски во редовната рубрика Адвокат на граѓаните. Ви ветуваме дека ќе продолжиме со нашите напори понатаму да бидеме во ваша служба, особено од вакви прашања, затоа што знаеме нели дека се од особено индивидуално значење за секој од нас. Бојан, благодарам и вам за продолжената соработка во овие вонредни услови и најавуваме дека ќе имаме и понатаму комуникација, нели? Апсолутно, да. Да сме живи и здрави и да така сите излеземе победници од достава и од оваа вонредна состојба. Така е. Чувајте се слушаме повторно за следните изданија на Адвокат на граѓаните. А ние, драги гледачи, тука правиме една кратка пауза да ги видиме Севернооки и веднаш потоа првото студиско излегување на информативната редакција за денот.